Добродојдовте во уште една кариера интервју. Денес разговараме со генералниот директор на Unica-Life, Александра Шкемби-Антовска. Кариера.мк. Вистинската работа за тебе. Кажете ни нешто повеќе за вашата улога како директор на Unica-Life, односно како изгледа еден ваш ден. Прво, сакам да ви посакам добре дојде во нашите простори и благодарам што одвоивте и вие време да разговараме за нашето работење, за нашето друштво. Генерален директор звучи многу интересно кога ќе го слушаш, но самиот збор по себе носи многу обврски одговорности. Од почетокот на мојата кариера фокусот било во делот на осигурување, прво во делот на неживотно осигурување, па после во осигурување на живот. Од 2011 година сум дел од осигурување на живот, од самото основање на Unica-Life. Првично како директор за осигурување, член на управен одбор, а после тоа од 2018 година генерален директор на Unica-Life. И оваа функција повеќе ја сметам и ја гледам како напредување на мојата кариера, каде што моето досегашно искуство, моето знање и интегритет се насочени кон развој на самото друштво на Unica-Life. Покрај главните улоги би издвоила донесување на одлуки и управување со компанијата. Као генерален директор се фокусирам на стратешко управување на друштвото, донесување на одлуки кои што се во согласност со стратегијата, со целите на управување, како на друштвото на локално ниво, така и на корпорацијско ниво. Се обидувам да одржувам фреш систем на управување, соработка со моите соработници, со мојот тим, со цел да имаме на крај квалитетна услуга за нашите клиенти, добри резултати и остварување на целите на самото друштво. Како го започнувам денот? Денот започнувам многу интересно во улога на мајка и сопруга, мајка на 2 деца, и благодарение на нивната поддршка е мојот успех, успевам да го организирам времето, да поминам квалитетно време со нив, кој што мене ме прави среќна. И има една изрека кој што е мото за мене секој утро: среќата носи успех, те прави успешна личност. И со таа мисла доаѓам секој утро во канцеларија и го започнувам денот како генерален директор на Unica-Life со едно кафе пред мене и почнување на читање на мејловите. А после тоа следи средба со тимот, каде што заедно ги разгледуваме сите дневни извештаи, анализираме за сите настани кои што се случиле претходниот ден и што се планира во текот на денот. Активно сум вклучена во сите процеси во работењето на друштвото. После тоа продолжува денот со средба со клиенти, со работници, партнери во нашето работење. Во разговор со нив гледам да ги откривам нивните потреби и да нудам најсоодветно решение, да нудиме најсоодветни осигурителни продукти од широката палета на продукти кои што ги нуди Unica-Life на пазарот за осигурување. Но ова е еден општ ден како би изгледал како генерален директор на Unica-Life. Секој мој работен ден може да биде различен од претходниот, но сите мои обврски, работни задачи, работни процеси се движат кон една цел и имат една заедничка нишка: подобра организација, управување со времето и тимската работа. Можете ли да не го објасните процесот на животното осигурување во Unica-Life, односно од кога постои и кои продукти ги нудите? Како што и претходно спомнав, Unica-Life е регистрирана во Република Северна Македонија од 2011 година, поточно 29 јуни 2011 година, а своето работење го почна на 18 октомври 2011 година, каде на пазарот нудеше само 2 продукти за животно осигурување како почеток. Сакам да наспомнам дека Unica-Life е дел од Unica Груп Австрија, групација која што е една од најголемите групации во Централна и Источна Европа. Рейтинг А од Standard & Poor's, кој што покажува на висок рейтинг, што на нас ни дава голема поддршка како компанија, мала компанија во мал пазар, се уште во развој, со нивното ноу-хау и со нивната поддршка. Unica Груп е присутна, или Unica групација е присутна во 18 земји во Европа, што имаме искуство од сите држави да можеме да си го споделиме едни со други. Благодарение на јасната визија на стратегијата и посветеноста на тимот,
Unica Life го прошири своето портфолио од 2 продукти на почетокот, па сега имаме широка палета на продукти кои што одговарат на потребите на клиентите. Во својата палета Уника нуди разни продукти класифицирани или групирани во 3 категории, би кажала. Продукти со штедна компонента кои што се најпознати во пазарот за осигурување во Македонија, кај што нудат ризик доживување или загуба на живот, продукти без штедна компонента или класичното ризико осигурување, покривање само загуба на живот, и последниот продукт кој што е доста актуелен не само во Македонија, но низ целиот пазар на осигурување во Европа и пошироко е юнитлинг осигурување или осигурување на живот поврзано со инвестициски фондови. Исто така клиентот по своја желба може да одлучи да извади дополнителни осигурувања како што се инвалидитет, здравствено осигурување или осигурување на одредени тешки болести. Процесот генерално кај сите компании се движи исти, но јас ќе ги набројам како чекори. Како што спомнав, од широката палета на производи, првично клиентот го запознаваме со продуктите, со покритието кои што ги имаме, и он одлучува согласно неговите потреби и барања кој продукт да го избере. По избор на продуктот се пополнува формулар понуда за осигурување на живот, каде што клиентот ги наведува неговите податоци како пол, возраст, период на осигурување, кои што се главни елементи за понатаму да се направи една соодветна пресметка. Исто така се пополнува и прашалникот за здравствената состојба, по дефинирање на продуктот, периодот на осигурување се продолжува со пресметка на премија, која што е различна во зависност од продуктот кој што клиентот ќе го одбира и други карактеристики. И клиентот сам одлучува на кој начин ќе плаќа премијата, дали тоа ќе биде еднократно за целиот период на осигурување или ќе биде годишно, месечно. Сето тоа се договара на почетокот и може да се промени за време трајање на договорот за осигурување. По завршување на овој дел, понудата стигнува во администрација, каде што се разгледува од соодветните компетентни лица, доколку ризикот е прифатлив, се процесира и се изработува полиса за осигурување на живот. Но овде не завршува процесот на издавање или на изработка на една полиса во Unica Life. Понатаму се грижиме за клиентот за целиот период на осигурување, со тоа што имаме редовна комуникација, одговараме на нивните потреби и исто така одговараме на нашата обврска према нив во случај на настанување на одреден осигурен случај. Така да грижата за клиентот, ако ја спомнав последна, но таа е главна и е двигател кон целиот процес на работа. Бидејќи модерниот свет налага заштита на нашите семејства, како и нашето здравје, каков е трендот во нашата држава? Како дел од Unica Life веќе 12 години го следам развојот на пазарот за животно осигурување во Македонија. Можеме да кажеме гордо дека се развива со брзи чекори и ако ги гледаме и статистичките податоци од Агенцијата за супервизија на осигурување на пазарот на осигурување во изминатиот период, освен за време на COVID, кога имаше пад на премијата, растот е со двоцифрена стапка, што значи дека се развива и луѓето го препознават животното осигурување како потреба за заштита за нив и за нивните семејства. Како во многу држави, така и кај нас, животното осигурување се развива и се бара од самите клиенти, не само во случај на кредити, кој што веќе во последно време е доста актуелно и не дека е лошо, туку тоа е добро, бидејќи се заштитува кредитот и ипотеката и во случај на немил настан, осигурителната компанија го исплаќа остатокот од кредитот и се ослободува врската на семејството или ослободување на ипотека во случај на некој немил настан, како што кажав, да биде загуба на живот или неспособна за работа. Животното осигурување представува по мене идеална комбинација помеѓу штедење и осигурување на живот во немил настан. Луѓето го препознаваат бидејќи со тоа се го заштитуваат нивното здравје, нивното семејство, се грижат за нивната иднина, за заштеда во третата доба, каде што последно време слушаме се понегативни и негативни статистички податоци, заштита на семејството пред се, кој што секогаш го нагласуваме дека тоа треба да биде и фокусот на животното осигурување, и исполнување на посебни желби како што се добро школување на децата, патување, после завршување на работниот век. Луѓето се свесни за значењето на животното осигурување. Ако збориме во далечната 2011 година, кога
никој не прашуваше за животно осигурување, денеска имаме ситуација каде што самите луѓе доаѓаат до друштвата за осигурување да прашат за животно осигурување. Исто така многу интересно фактот дека во последните години правните субјекти се вклучени во делот на животното осигурување, каде што полисата за осигурување на живот ја дават како дополнителна бенефици за нивните вработени. И со тоа ги мотивираат на нивната лојалност, на нивната грижа за вработените, за нивните семејства во случај на немил настан и дават квалитетна полиса кој што ќе има добро значење за самиот вработен да биде лојален и да остане во ова денешно време на флуктуации на истата работна позиција, односно во истото друштво. Во однос на слободните работни места во Unica Life во моментов, кажете ни кои се најважните квалификации и вредности кои што ги барате кај идните вработени? Најважните квалификации и карактеристики може да бидат различни во зависност од тоа каква е позицијата која што се бара, каква профил на кадар се бара. Но јас имам издвоено неколку, би издвоила неколку од нив, како што се едукација, работно искуство, бидејќи се битни за одредени работни позиции да бидат квалификувани за таа позиција. Тимската работа за нас е многу битна и важна квалификација, бидејќи сакаме сите вработени да се осетат да бидат дел од тимот, да го споделат нивното знаење и искуство со тимот, да прифатат дадени сугестии од страна на тимот и да се радуват и да го надградуваат успехот на тимот. Комуникацијски вештини, една од вештините кои што главно ја бараме кај продажната мрежа, бидејќи таа е вештина и квалификација кој што треба на продажбата да има добар начин на изразување, да знае кога, како и што да понуди, да ги слуша клиентите, да го понуди тоа што одговара на нивните потреби. Флексибилност, веќе последните години научија дека треба да бидеме многу флексибилни и тоа го бараме, да работат во динамична околина, да може да се прилагодат на брзото темпо и на брзите промени кои што не се планираат. Етика и однесување, многу е битно да потенцијалните вработени да поседуваат високо ниво на етика која вклучува интегритет, почитување на дадени стандарди, правила на самата компанија. И последна, но не би рекла најневажна, туку најважната е посветеноста. Значи, посветеност на сопственото професионално напредување, посветеност кон извршување на дадените работни задачи, посветеност на почитување на корпоративните правила на друштвото и посветеност на мисијата која што секој ја има сам за себе да биде подобар и подобар. Кои се бенефитите на вработените во Unica Life? Последната година слоганот на Unica групација во овој дел е работејќи подобро заедно или working better together. Тоа е слоган кој што ја води Unica групација и сите компании кои што сме под истата групација, да ја следиме амбициозната цел за да станеме најдобар работодавец на пазарот за осигурување до крај на 2024 година. Вработените во Unica доаѓаат од разни позадински професии, како што се продажба, математичари, инженери, правници, сите тие имаат различна позадина, но имаат нешто суштинско, желбата и посветеноста да играат активна улога во унапредувањето и успехот на Unica. Како дел од стратегиската политика што ја имаат секторот за човечки ресурси на Unica групација и ние како друштво, идентификуваме вработени со високо потенцијал, каде што не остануваме на нивниот потенцијал и продолжуваме да вложуваме во нив преку разни професионални обуки, тренинзи, академии, како на локално ниво, така и на групацијско ниво, бидејќи веруваме дека само преку квалификуван кадар може да нудиме квалитетни услуги на нашите клиенти. И за крај, кои се плановите на Unica Life во иднина? Во овој свет кој што е полн со предизвици, каде што имаме промена на климатските промени или COVID, последно време и војната која што влијаат во недостиг на суровини, зголемување на инфлацијата, секогаш се повеќе и повеќе се бара чувството на сигурност. Друштвото има поставено јасни цели кон кои стреми со своето работење и тоа
да не биде само обична осигурителна компанија, туку да биде компанија која што ќе се грижи за своите клиенти. И со таа цел друштвото цени и се грижи за здравието на своите клиенти, следејќи го корпоративниот слоган "Живееме подобра заедно". За остварување на истиот, главниот фокус ни е и стратегијата која што има поставено Unica Group 3.0, каде што клиентите се во главниот фокус и преку пренесување на нашите знаења како вработени во Unica, да нудиме квалитетна услуга и да бидеме поддршка за нашите клиенти. Согласно истото, друштвото ги има зацртано следните цели, значи да бидеме најдобар давател на услуги на пазарот на осигурување, да бидеме компанија со најиновативни продукти за осигурување и, како што и претходно спомнав, да бидеме најатрактивна осигурителна компанија, односно работодавец на пазарот за осигурување. Со цел да ги исполнуваме сите овие три горе наведени главни, да кажеме, цели, ги следиме 5 чекори, и тоа се: клиентот е на прво место, одговорност, заедништво или поддршка, едноставност и интегритет. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Кариера.мк. Вистинската работа за тебе.